Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Веќе во очи сме на април месец, односно утре е 1 април, но затоа пак нашата позитивна енергија нека постои низ целата година. Токму и вечерашнава песна нека биде заедно со вас за весела и пријатна разонода. More
Драги дечиња, повторно сме со вас и повторно со една убава, поучна, приказна или басна за вас. Па да ја чуеме. Биби и Боби во пустината Тоби. Ајде, Камилче, побрзај. Џиха, ајде. Боби, ајде побрзај, ке не стемни додека да дојдеме до пирамидите. Брзам, Биби. Ама некој друг се влечка. Ајде, Боби. Тркнувај веднаш. Полека. Мене ми е досадно. Ајде да одиме, а? Па чекај малку, Боби. Па не покани ја на чај. Да допиеме, па ќе одиме. Маченце, дори да те галам? Што правиш? Ајде, Боби. Ајде да не стемни. Одиме. Биби, што мислиш ти? Колку е висока оваа пирамида? Па вака. Големата пирамида била висока 146,6 метри. Но, поради ерозија, низината моментална висина изнесува 138,8 метри. Боби, што правиш? Боби, не, Боби, можеш да паднеш! Како не, ќе паднам! Види уште колку сум на врвот! Уште малку! Боби! Како ни ти е срам? Пирамидите се споменици, тие се светски чуда, а ти току што ги оштети. Што? Се одронија неколку камчиња. Сега е можеби пониска за 2 сантиметри или така нешто чудо големо. Срамота. Лале, колку е убава свингата. Боби, знаеш дека според легендата таа им поставувала загадка на оние што ќе дојделе пред неа и ако не успееле да ја одговорат... Ајде да влеземе во пирамидите и да го најдеме богатството, а? Но Боби, во пирамидите нема богат... Боби! Каде е богатството? Каде? Боби, богатството на фараоните што се наоѓало во пирамидите било ограбувано уште во минатото од ловци на богатство. Ми текна. Имаше уште еден влез во пирамидата од другата страна. Боби, чекај малку. Оф! Гледаш? Овде е богатството. Сега ќе одам да го најдам. Боби, што се случува? Боби! Што имаме овде? Малине трапници. Да, мислам, не сме. Ке мора да погодувате или ке ве зароба во пирамидата за секогаш. Да погодиме една загадка? 3 загадки. Загадка број 1. Со една огниште цел свет се грее. Што е тоа? Знам. Имам дома една книга со гатанки. Ми текна. Само полека размисли, не брзајте, молам, не брзај. Не брзам. Сонце! Интересано. Точен одговор. Лепи. Загадка број 2. Главата вгора, опашката в море. Што? Crush the core! Unleash goo so powerful it glows! New Goo-Jitsu Glow Shifters! Super gooey! Super glowy! Well, I'm the super baddie. Lights out! Let's glow, bro! Power glow attack! Nice slam dunk, Tyro! New Goo-Jitsu Glow Shifters! Each sold separately. Welcome to an electric car commercial. Wait, that is a Subaru. Where are you taking me? Electric vehicles belong in the city. They are quiet, pristine, but this is exceptionally capable. This is good, clean fun.
Introducing the all-new, all-electric Subaru Solterra. Јас знам. Јас река. Тоа е река. Браво, точен одговор. Последната загадка. Како да ја фрлиш, на нозе паѓа. Што е тоа? Одговорот е Топка. Топка, одговорот е топка. топка со нозе, Боби. Погрешен одговор. Одговорот е... Мачка, мачка и се разбира дека е мачка. Сега ќе останете тука за секогаш. Нема. Пусти ме, ти мачкиште со крилја. Ова моја далечна братучетка вели дека момчето Боби е низин пријател. Интересно. Иако тој не е пријател на ништо, особено затоа што се однесуваше многу невоспитано откако дојде овде. Плюс ја скрати големата пирамида за 2 сантиметри. Ве молам, господја Свинга, ако се извини убаво и ако видите дека веќе нема да прави така, дали ќе напуштите да си одиме дома? Ако ја погодите големата загадка, која гласи вака. Наутро оди на 4 нозе, напладне на 2, а навечер на 3. Што е тоа? Биби, сакаш ти да погодуваш? Да. Благодарам, Боби. Јас го знам одговорот, Одговорот е човек. Кога е бебе, лази како да има 4 нозе. Потоа оди на 2, а кога ќе остари, оди на 3. Односно, се потпира на бастумот. Точен одговор. Мала умнице, точен. Се гледа дека си читала многу книги. Ајде, Боби, можеш, ајде. Јас сакам да се извинам што бев палав и што правев белј. И што ја смалив пирамидата, големата пирамида, и што не слушав што ми велеше Биби. И Доволно. А сега оставете ме да спијам. Многу се изморив. Биби, но покрај се ова беше една прекрасна авантура, нели? Беше, Боби, беше прекрасна и опасна. Gleda pa tu va i se pozlatува.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Многу солзи исплака, сто пати те проколна. Брати ми
Нашиот радиокараван од Охрид сега не донесе во градот Струга. Струга, град во југозападниот дел на Република Македонија и административен центар на истоимената општина. Градот Струга лежи во рамнината на Струшкото поле, на двата брега на реката Црни Дрим и на северниот брег на Охридското езеро. Има над 20.000 жители, на 171 километар пак се наоѓа југозападно од главниот град Скопје. Античкото име на градот е Енхалон, кој на старомакедонски значи јагула, и во тоа време градот бил мала населба. Подоцна населбата го добива името Струга. Името на Струга произлегува од чист и карактеристичен словенски збор. Народот Струшко и Охридско дава две своји објаснувања за потеклото на ова име. Според првото народно толкување, името Струга доаѓа од отворената географска положба на градот, место каде што постојано струже или дува ветар. Второто е сосема поинакво. Одамна некогаш македонските словени, како што ги викат западот македонците, тоа се брсијаци и мијаци, во Струшко се занимавале со сточарство и во точно определено време ги дотерувале многобројните овци на стрек или стрижење волна во близина на истекот или устата на Црни Дрим од Охридското езеро. Меѓутоа, тоа може многу пологично да се поврзе со преминот низ ограда за молзени овци, наречен Струга, Страга или Стронга.
Некои автори тврдат дека градот е наречен така заради тоа што Црн Дрим поминува низ Далјаните, турски збор за место заградено со трски и друг материјал за лов на јагули и риби воопшто. Може би е најблиско до вистината објаснувањето дека струга значи речен ракав или притока во случајов истек на Црн Дрим и тоа на место со уреди за риболов. За прв пат под така нареченото, би го рекла, словенско име Струга, градот се спомнува во еден документ од 11 век. Во друг документ од 14 век, Калимановата грамота, е дадена една царска повелба. Приходите од рибното ловиште на град Струга да се испраќаат на Зографскиот манастир. Струга е стара населба која потекнува од неолитскиот период. Во антиката Струга има многу добила корис заради тоа што се наоѓала на патот што ја нарекуваат римски пат, а тоа е македонски, стар македонски, Вија Игнација, кој ги поврзувал источните и западните делови, како што велат, на Римската империја. Археолошките наоди и откриените пишувани споменици зборуваат дека животот овде датира уште од праисторијата. Првата неолитска населба е регистрирана околу 3000 години пред нашата ера. Античкото име на градот е Енхалон, како што рековме, што значи јагула, а сегашното име Струга го добива подоцна од старословенскиот збор страга, што значи премин. Во 11 век Струга била спомната од римската принцеза Ана Комнина, во чии записи градот бил наречен град на 100 мостови. Во средниот век, благодарение на веќе постојаната Вија Игнација и Самоиловите новоизградени патишта, Струга веќе станала и богато трговско средиште. Патописецот Бернард ја опишал како значајна крстосница, а Евлија Челебија, кој овде престојувал во втората половина на 17 век, сведочи за големите струшки панаѓури по два во текот на годината, на кои доаѓале и до 50.000 посетители. Местноста на кои биле изградени илјадници дуќани и други градби, денес се нарекува Панаѓуриште. Во градот 19 век поминува во знакот на природбата и ослободувањето од патриаршиското духовно влијание. Токму Струга преку браќата Димитрија и Константин Миладинови стана предвесник и средиште на македонската народна преродба. Врз основа на некои археолошки наоди се предпоставува дека античкиот град Енхалон, најверојатно основан од припадниците на илирското племе Десарети, се наоѓал во непосредна близина на денешната рекичка Климетица. Меѓу поважните археолошки наоди спаѓаат една надгробна плоча со релјеф од 4 век и една стаклена ваза во боја за која се предпоставува дека е донесена од Египет, потоа римски милјокас и неколку стари гробови со украсни предмети и керамика откриени при црквата Свети Ѓорѓија. Стариот историчар Полиби дава податоци за борбите меѓу македонците и илирите во Охридско и тврди дека кралот Филип II го зазел Енхалон во 334 година пред нашата ера. Во 148 година пред нашата ера градот потпаднал под власта на римјаните, кои го изградиле прочуениот стратешки пат Вија Игнација, за да го поврзат Рим преку Драч и Солун со Византиум, односно Истанбул. Тој пат поминувал и низ древниот Енхалон. Во тоа време градот Енхалон извезувал во другите области на римската држава земјоделски и сточарски производи, а внесувал предмети за практична употреба од злато, сребро, од метал, воопшто и од стакло. Во 4 век Охридско-Струшката област била приклучена кон Епир. Речиси во исто време почнува и ширењето на христијанството во Струшко. Се предпоставува дека прв христијански мисионер во овие краишта бил Свети Еразмо Охридски. Тогаш тука биле изградени повеќе цркви. По навлегувањето на словените, како што зборува Западот, крај бреговите на Охридското езеро стигнале припадниците на словенското племе Березгзити. Тие дошле од исток преку Битолско и Преспа. Березитите, несомнено едно од најголемите македонски словенски племиња, се населиле и во Струшко, каде се измешале и со еднокрвните мијаци, кои што таму навлегле од север.
Веројатно, тогаш кон крајот на 6 век или во почетокот на 7 век, березитите ја основале денешна Струга. Некои автори предпоставуваат дека березитите нашле на тоа место пусти урнатини од многу постара несловенска населба. Постои друга можност за разгледување на ова прашање. Можеби древниот град живеел се до наближувањето на березитите во Охридско и Струшко, кога неговите илирски и други жители, опфатени од страв, го напуштиле и се засолниле по планините. Ако било така, македонските словени до темели го разурнале градот и изградиле нова населба, слична на населбите што ги правеле во општословенската прататковина некаде, како што велат, зад Карпатите, повторно западот што зборува. Околината на новиот град можне прилегала на некои местности во прататковината. Поточно, околу истекот устата на Црн Дрим, се протегало големо мочуриште што веројатно го покривало целото денешно Струшко поле, полно со разновиден и богат растителен свет, шевар, трски и други, а и со диви животни. Заради тоа жителите на младата населба Струга немале зошто да се плашат од недостиг на храна. Березитите биле одлични ловци и риболовци, а Црн Дрим и Охридското езеро им давале неограничени можности за богат риболов. Оваа необично важна стопанска основа, потоа изобилството со вода и со други природни богатства во најнепосредната околина и овозможили на Струга да се развива постепено и непрекинато до одредени граници, обусловени од близината на Охрид, град со очигледно поважна и поклучна стратешко-географска положба. Околу Струга никнале словенски, полски и планински села. Таа им станала центар во секој поглед. Положбата на населението во Струга и Струшко била просечно добра во времето на Самоиловото владење, иако тој водел постојани војни против римјаните. Големо економско влошување настапило по повторно воспоставување на римската власт во Македонија, поради честите војни и лошото управување. Инаку, во тоа особено се истакнувале државните органи за собирање на даноци, а и патријаршкото духовенство кое правило се за да ја отстрани од употреба словенската богослужба во црквите. Познавајќиот охридски архиепископ Теофилакт, кој од 1084 до 1108 година живел, кој го правил и го прикажал како свое обширно житие на Климент Охридски, а потоа го изгорел изворното дело на Словенски, во некои своји писма се жали дека државните органи ги оптоварувале неговите поданици, рибарите и воденичарите со двојно зголемени даноци, без да имаат законско право. Тоа се однесувало и за македонското население во Струшко, зашто и тие му биле поданици. Струга и Струшко пострадале многу во текот на 11 век, кога норманите предводени од Роберт Гвискарт и од неговиот син Боемунд навлегле длабоко во Македонија по Вија Игнација. Пред пристигнувањето на норманските освојувачи, римските власти во таа тема собирале војници за своја пешадија. Исто така, при поминувањето на норманите Струшко било плячкосано. Воинствениците од Северна Европа извршиле бројни злосторства во Струшко. Некој време градот се наоѓал и под власта на епирците, чиј што деспот Теодор Ангел Дука Комнин бил крунисан за император од охридскиот архиепископ Димитар Хоматијан, кој живел од 1217 до 1234 година, автор на кусто житие на Климент Охридски. Струга потпаднала повторно под нова војна во времето на Калојан, кој владел од 1197 до 1207 година, Иван Асен од 1216 до 1240. За време на латинското освојување и преземање на Римската империја, Струшко потпаднало под власта на владетелот Стрест. Во средината на 14 век никејците и римјаните управувале со овој дел на Македонија без да бидат вознемирувани во тоа од некоја страна. Но во текот на истиот век започнало ширењето и зацврстувањето на власта на територијата на Македонија. Душан, кој владел од 1331 до 1355 година, ја вклучил Струга во границите на своето големо царство со престолнина во Скопје. Тој го именувал за управител на Охрид и Струга Севастократорот Бранко Младеновиќ, татко на Вук Бранковиќ, но
Поверојатно е дека практично власта ја држал неговиот син Гргор Бранковиќ. Во тоа време Струга и натаму била позната со ова стопанско средиште, особено со развиениот риболов. Во една повелба на царот Душан, градот Струга се спомнува како рибарско ловиште подарено на храмот Света Богородица Перивлепта во Охрид. Од истиот документ се гледа дека тогашната Струга се делила на две градски целини: Вранинска Струга и Мала Струга, најверојатно наречени така според речните ракави на Црн Дрим при Далјанот. Цар Душан им овозможил на прочуените дубровнички трговци да може да се движат низ на оваа држава, односно низ овој дел на Македонија. Таа положба придонела да се развие трговијата во позначајните македонски градови. Карваните на дубровничките трговци, натоварени со скапоцена и разновидна стока од западните европски земји, дубровничките трговци кои ќе стигнеле до Охрид, наминували во Струга за да го продадат она што го носеле, но и за да купат струшки, сточарски и земјоделски производи. Душановиот наследник царот Урош не бил кадарен да го спаси царството од цепкање и слабење. Одделни феудалци се спремели да станат што е можно посамостојни и да не зависат од централната власт. Тогаш се засилил амбициозниот крал Волкашин, кој бил од 1365 до 1371 година. Тој успел да ја зајакне својата власт во Прилепско, Битолско, Охридско и Струшко. По загинувањето на Волкашин на битката на Марица во 1371 година, таа територијално намалена држава ја наследил крале Марко од 1371 до 1395 година. Струга не останала долго под непосредната власт на крале Марко, зашто великиот жупан Андреја Група се зацврстил во Охридско и во Струшко како самостоен господар. По стабилизацијата на османлиската власт во Македонија била извршена управно територијална поделба на целата земја. Во 1582 година во Охридскиот санџак влегувале следните нахии: Охрид со Струга, Преспа и Дебарца од Охридска каза и Горни Дебар, Жупа и Река од Дебарска каза. Кон крајот на 1670 година, славниот патописец Евлија Челабија ја посетил и Струга, за која запишал дека е едно од местата од кои бил земен најголемиот данок во крв. Според неговото сведоштво, во Струга се наоѓал стар дрвен мост со околу 12 сводови и со должина од околу 50 метри, а на мостот бил изграден дворецот на Агата, кој што го чувале 45 вооружени гавази. Во тоа време, еднаш во годината во Струга се одржувал голем панаѓур, кој што траел 10 дена, а на кој што се собирале околу 40 до 50 илјади луѓе и околу 1000 трговци. Главни занаети во градот биле којунџиството, самарџиството, грчарството и така натаму. Ете, тоа беше дел околу градот Струга. Продолжуваме и во идната наша емисија со вториот дел за градот Струга. А сега, пријатна разонада со уште една убава македонска песна. Што ми е мило, е драго, на Струга дуќан да имам. Што ми е мило, е драго, на Струга дуќан да имам. Оф, леле, леле, либеле, срцево ми го джанам изгоре. Оф, леле, леле, либеле, срцево ми го джанам изгоре. На Струга дуќан да имам, на кепенците да седам. На Струга дуќан да имам, на кепенците да седам. Оф, леле, леле, либеле, срцево ми го джанам изгоре. Оф, леле, леле, либеле, срцево ми го джанам изгоре.
te da sedam, struškite momi da ih gledam, struškite momi da ih gledam, koga mi odat na voda, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore. Šareni, koga mi odat na voda, so ti jesto meni šareni, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore. Srce mi go kopa, sonala mi te tropa, srce mi go kopa, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore, of lele lele libele, srce mi gorđana iz gore. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути од вечерашнава наша емисија да ги искористиме со уште една песна од мојата поезија. Во утробата твоја стави ко невидливи клетки, обложени со опна, но среќни дека сме во тебе. О, моја страдалнице, Македонијо, дали ме слушаш? Отвори го еднаш твоето рането срце и кажи им на сите дека пак сме и ќе бидеме секогаш со тебе, се додека не дојде новиот Великден. Запеј песна македонко, испрати голем поздрав надалеку. Поздрави браќа, сестри на три страни, од Охрид до Пирин, дур до Солуна. Поздрави браќа, сестри на три страни, од Охрид
pesna makedonko ke rasplače mnogo srca razdeleni, nevideni braća, sestri, mnogo godini sotije granici razdeleni, nevideni braća, sestri, mnogo godini sotije granici razdeleni. Za te pesna makedonko da se zberat braća, sestri makedonci, site nije da zapejme, da se čuje od Ohrid do Pirin, dur do Soluna. Site nije da zapejme, da se čuje od Ohrid do Pirin, dur do Soluna. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.